Со Ангел Андоновски разговараме во продолжение, тој е собственик на автошкола, со него малку повеќе анализа. Вака направивте? Не, конкретно процесот е за произведување на возачи е се уште ист. Поминува низ одредени теоретски дел, практичен дел, на крај испитите со кои што станува воzač. Се што се менува е најголемата промена што конкретно имаме протрпано е градот стана метропола во овие изминатите 30 години, кај што доколку во 90-тите години сме возеле по мака, да моментално возиме по булевари. Скопје е милионерски град, каде што премногу гужва се сообраќај и ние мораме да се адаптираме на условите што ни доаѓаат. Велите, тогашните услови, инфраструктурата за обука се промени. Како изгледа процесот на обука на автошколите? Процесот на обука на автошколите, значи кандидатот поминува низ теоретски дел, како што кажав, поминува низ цел процес на практична обука кој се состои од полигони, од возење во градски сообраќај, градска средина. На крај се испитите со кои што завршува, се стекнува со возачка дозвола и врз база на тоа што конкретно инструкторот го збори, со воведување на целиме да направиме самоуверен возач и културен возач кој што ќе може безбедно да управува низ скопските улици и да задржиме сообраќајната култура. Потоа, добро, ако треба да полагам испит на факултет, знам дека доколку под наводници сум бубалица и го научам материјалот, ќе положам. А за да положам во автошкола, што треба? Желба пред се. Исто бубалица треба да бидам? Па, најверојатно не. Треба да си има желба и треба да си има, фала Богу, потреба и желбата сепак би кажал дека е најбитна и треба да си има добар и квалитетен инструктор. Кога ќе се направи добра спојка на добар инструктор и на кандидат за возач што има желба да научи, верувам дека можеме да дојдеме до многу добар производ. Но видете, Ангел, има голема разлика од некогаш кога се полагаше и некогаш кога се поминуваа часовите и како е тоа денеска. Што се промени, ако велите дека инструкторите се добри, се квалитетни, што се промени? Кандидатите ли се променија? Друга ли генерација на кандидати дојде? Овие многу поспремни ли се сега? Не. Не би можеле да кажеме дека кандидатите пред 30 на години биле подобри или дека денеска се подобри. Можеме да кажеме дека со самата модернизација на самото време, на самиот град, доаѓаме до момент кај што самиот инструктор мора да ги усовршува своите методи на работа, мора да учи нови методи на работа и да се адаптира според генерациите што ги доаѓаат. Добро, значи инструкторите треба да го надградуваат знаењето. Како го надградуваат знаењето инструкторите? Тука имаме адаптирање спрема кандидатот за возач кој што ни доаѓа и според да биде во текст со секои можни промени на правила на прописи и на закони во самиот сообраќај. Сега, интересно е тоа што се наметнува едно друго прашање, дека некогаш многу по-лесно се полагаше, а дека денеска доколку не паднеш, не знам колку пати на тестови, колку пати на градска, па некако се предвидуваат бројките, волку толку треба да паднеш, па на крајот да положиш. Можеби се промени некој дел од не од обуката, туку делот од одлучувањето кој е способен, кој не е способен возач? Тука би можел само да кажам дека ние како автошкола и јас како инструктор би можеле да вложиме максимум во спремањето на еден кандидат, односно да го научиме за теоретскиот дел, да го научиме за двата дела од практичниот дел, односно полигони и градско возење. Да го сакате да кажете, не сте построги сега? Построги. Сепак би кажал секој инструктор со своји методи на работа. Така? Конкретно за испитите ќе би морале најверојатно со автоиспитниот центар да разговарате. За спроведување на испитите. Ние сме тука за да создадеме безбедни, современи, културни и самоуверени возачи. Добро, денешните кандидати имаат ли некои поинакви очекувања, поинакви потреби со оглед на тоа дека е друго време? Секако. Како што кажав, со модернизацијата и со самото, ќе кажам, влегување на социјалистичка капиталистичка држава,
Самите кандидати бараат пофлексибилно, побрзо да се одговара на самото нивно барање, да сме пофлексибилни околу давање на термини и тоа е, побрзо да се заврши самиот процес на обучување на еден кандидат. Ангел, кој дел од обуката најмногу се подобри со текот на годините? Кој дел од обуката? Процесот на обука од секогаш бил ист и мислам дека од секогаш и ќе си остане ист. Ќе се состои од теоретски дел, од практичен дел, каде што кандидатот за возач би се формирал во возач. Се променуваат условите за работа, но добиваме нови помодерни возила, кои што мораме да ги адаптираме возачите на тие возила, за да може да... Добро, тоа е одговор на новото време, на предизвиците од новото време. Имате ли рекордер во обиди за полагање градска? Не, конкретно рекордер во обиди за полагање градска, не. Ајде, кажете, сега нема имиња да кажуваме. Да. По колку пати се случува? Се случува кандидати да паднат многу нормално, треба да се има безбеден сообраќај. Така да доколку кандидатот направи некоја грешка што е за паѓање секако дека ќе падне. Тоа се критериуми што нели ги кажува и ги спроведува автоиспитниот центар. Добро, не сакате да кажете во бројка, ајде. Не би можел да кажам, не би можел да знам. Преголема бројка е 30 години работа се во прашање за да можам да кажам овој кандидат има паднато толку и толку пати, овој кандидат положил одправа. Добро, а има ли кандидати кои што повторно се вратиле да преполагаат со оглед на тоа дека сообраќајните правила доколку не се почитуваат, тука се инспекцијските служби на терен, така што има и казните се високи и сведоци сме на тоа дека често се случува да се одземе возачката и да треба да се преполага. Имате ли таков некој? Не, се помал и помал е бројот на луѓе, на кандидати што им одземена возачката што доаѓаат да преполагаат. Има возачи, например, само што можеби не управувале моторно возило подолго време, па се јавуваат, дечки, вие ме научивте, сакам да дојдам да го повториме малку знаењето ако можеме. Доаѓа некој да го повтори знаењето? Да. Не возел. Возењето е вештина што повеќе ја повторуваме, толку повеќе ќе ја знаеме. Така да доколку не вози возачката, вози возачот, така. Така да доколку возачот не управувал подолго време со моторно возило, премногу убаво и совесно и одговорно од негова страна доколку се јави вака и вака е ситуацијата, ние сакаме си го обновам знаењето на некој начин. Такви кандидати сме имали, а луѓе што им одземена возачката дозвола се помалку и помалку ги има. Им велите ли на идните возачи кандидати дека кога збориме веќе за вештината и за секојдневното справување со сообраќајниот предизвик во Скопје, дека станува потоа вештина во која што вие ќе научите и како да се справувате со истиот, па ги знаете и тие малите цаки во кои што можете да заобиколите гужвата. Така. Единствени цаки што може да се искористат за заобиколување на гужва е да се најде некоја пократка траекторија за да стигнеме од точката А до точката Б што сакаме да стигнеме. Мислев ќе ми кажете да замолите да влезете преку ред, да комуникацијата во сообраќај е премногу убава работа, доколку се направи тоа на безбеден начин, без загрозување на ниту еден друг живот или фактор во самиот сообраќај. Да. За кусок ќе го продолжиме разговорот за новите правила или стандарди и така натаму. Ајде да видиме на терен колегата Мартин Николовски за тоа што се не учат автошколите. Мартин, надополнене со информации. Да, добро утро, Јована. Ја продолжуваме темата сообраќај, тоа што се учи во автошколите денес, но и какви најчести грешки прават кандидатите за возачи. Утрово на оваа тема разговараме со Силвана Петров, стручен раководител и предавач по сообраќај. Силвана, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Кажете ми на почеток што се учи во автошколите денес и кои вештини мора да ги совлада секој оној што ќе треба да седне задволан? Па денеска учиме, најпрво ги подсетуваме за сообраќајот, што би било тоа, нели, сообраќај, да ги научиме правилата и прописите во сообраќајот и да научиме да ги примениме. Веќе треба да бидат тие научени, но ние, нели, ги подсетуваме на таа возраст како да ја, нели, применат сообраќајната култура во сообраќајот.
Силвана, кажете ми каков е профилот на кандидатите? Почесто доаѓаат млади кандидати или се што доаѓаат на возрастна граница? Најчесто ни доаѓаат кандидати од 18 до 25-6 годишна возраст, но се почесто имаме и кандидати кои што полагаат и во подоцнежните години, каде што веќе им треба нели за работа, каде што веќе категорија Б мора да имате за секоја работа. Како изгледа теоретската настава? Што е оно што се учи во теоријата? Теоретската настава изгледа така да што се изведува во модерна училница, каде што учениците, да ги наречам ученици, во собраќајот, кандидатите, учат преку предавања, преку модели онлайн тестови, каде што можат и онлайн да ги вежбаат своите тестови за полагање. Ги учиме правилата и прописите, сообраќајните знаци, действијата кои што мора да ги изведуваат во собраќајот и потоа се спремаме да одиме во практичниот дел. Кога сме кај кандидатите за возачи, кои се нивните најголеми предизвици? Дали можеби тоа се сообраќајните правила, знаците или пак тестирањето? Па најмногу имаме проблем со совладување на крстосниците, дали е тоа во теоријата или во практичниот дел. Значи, правилата и прописите во собраќајот во крстосница, каде што мора да ги научат оние правила, десно правило, крстосници каде што се применуваат сообраќајните знаци и нормално тука и мора некогаш да го почитуваат униформиран полициски службеник кога тој го има на самата крстосница. Колку често се случува кандидатите да паднат на теоретското тестирање? Се случува ли? Се случува често, бидејќи младите кандидати никако не ја сваќаат сериозно оваа работа. Тоа треба да биде процес кој што не треба да се брза, значи треба да се учи етапно и кај што треба нормално, редовно да се повторуваат оние тестови кои што ние им ги покажуваме, им ги учиме. Значи редовно да ги повторуваат во текот на денот. Така. Ајде малку да позборуваме и за практичната настава. Како се одвива истата, колку време се вози на полигон и колку во градска вожња? Практичната настава, значи најпрво започнува на полигонот, таму имаме возење 3 дена на полигонот или тоа се 6 моточаса, каде што кандидатите ги учат основните делови, прво на возилото и потоа основните действија, тргнување, застанување, примена на трепкачите, каде што ги воведуваме во возилото и собраќајот, нормално да се упуштат и во самото возило со самиот инструктор. Потоа 3 дена одат на отворено 3 дена, каде што тука веќе го учат задржувањето на правецот и полека влегуваме етапно во собраќајот, каде што при крај некаде од обуката веќе се спремаат за испит, каде што поминуваат и потешки крстосници со оние примена на правила и прописи. Кои најчесто грешки ги прават кандидатите во градската вожба? Па најчесто тоа што криваат паника, нема потреба од никаква паника, значи мора да бидат смирени, да има смиреност и никаде не се брза, се вози час и половина, така да нема брзање, за час и половина мора да поминат на часот све како што треба, значи да не се брза. Колешката Јована го праша гостинот во студиот, но не он ни откри тој дали имале рекордер кандидат што полагал, меѓутоа дали вие имате рекордер што многу пати полагал на градска вожба? Да, имаме. Значи, колку пати? Тоа не е ни срамота, не е битно дали возачката ќе ја земеме од прва или од седма, да речеме. Имаме и кандидат кој што положил од седма. Но сето тоа треба да се свати сериозно, бидејќи возачката дозвола не е само да ја имам, туку тоа е процес кој што треба да се помине. Значи да се поминат овие обуки и нормално да се свати малку сериозно. Силвана, кажете ми, кое лице е највозрасно што би било кандидат кај вас? Па имаме лица на колку години? 54 годишна возраст, имавме 58 годишна возраст, значи и постарите лица веќе кои што им треба возачката, дали за работа, дали за семејство, дали за нивна мобилност, значи каде што имаат потреба, се враќаат во автошколи. Во денешно време имаме се поразвиена технологија, така, имаме нови технологии, колку овие нови технологии, симулатори и апликации им помагаат на кандидатите за водач? Помагаат на кандидатите, многу убаво, бидејќи имаме убави предавања, презентации во текот на теоретската настава.
и нормално им дава можност да ги вежбаат оние тестови кои што им се за полагање, нели, теоретскиот дел, каде што онлайн имаат демо верзии каде што може да се тестираат. Тоа може да го најдат на страната на Министерството за внатрешни работи, во делот на возачки дозволи, каде што имаат убави тестови и прашања каде што може да ги повторуваат. И Силвано, уште едно прашање за самиот крај на нашиот разговор. Што би им препорачале на идните возачи за полесно да ја совладаат и теоријата, но и праксата за возење? Им препорачала најпрво да бидат смирени, да имаат трпение и дека возачката не треба брзо да ја земат. Пак се повторам претходниот одговор, има ваков одговор, каде што тие треба етапно да ги поминуваат и учат дали теоретскиот и практичниот дел. Значи, само смиреност и све ќе дојде. Така, Силвано, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија на утро. Ви благодарам на поканата. Со Силвана Петров, стручен раководител и предавач по сообраќај, разговаравме за тоа што денес се учи во автошколите, како тече теоретската и практичната настава за кандидатите за возачи, но и каде најчесто грешат кандидатите за возачи. Благодарам, Мартин. Со Ангел Андуновски ќе го продолжиме ние разговорот во студиото. Ајде сега кога веќе се опуштивме, ако кај Силвана 7 пати беше рекордерот, кај вас колку? Мислам дека не е повеќе од 4 или 5 пати. Аха, добро, готово. Ајде сега вака. Интересно е тоа што слушнав и дека се враќаат за да ги повторат правилата и прописите во сообраќајот. Нешто што слушнавме, вели само полека и се ќе си дојде. Така беше? Само полека и се ќе си дојде. Значи, гледајќи го сообраќајот и гледајќи ја мапата, повторно во моментов ја отварам, вжештени се главните булевари обоени во црвена боја, не знам колку е тоа полека и колку е со трпение. Не верувам, познавајќи го секојдневното справување со сообраќајот. Баш од таа причина треба да бидеме трпеливи во сообраќајот. Секој се брза, секој сака да стигне, единствено што би можеле да помогнеме за да стигнеме полесно и потрпеливо е да тргнеме малце порано, нели, секако од вообичаеното предвидено време што некогаш би ни требало и што ни треба сега во 2025 година со целиот метеж што го имаме во главниот град. Каде грешиме во сообраќајот како возачи? Каде грешиме во сообраќајот како возачи? Ајде. Имам јас 3 работи, имам одма. Ајде. Првата работа е тоа што сакаме да поминеме и на жолто светло на семафорот, па да направиме уште поголем метеж кога гледаме веќе дека возилата не можат да пројдат кон правецот на булеварот, број 1. Број 2, што не дозволуваме некогаш, за да не се направи поголем метеж, некој ако не замоли да влезе пред нас, да влезе. Така. И број 3, најважно нешто е ако десната лента, последна, е лентата за зелено и лентата, зелено светло и лентата каде што брзо треба да се поминува, тука застануваме и чекаме во правецот кој што нам ни одговара, а не правецот кој што е предвиден во сообраќајната лента. Ева ги моите 3, вашите, ајде. Ќе се фатам за последно повеќе. Десната лента не е за полесно поминување на сообраќај и дополнителното светло значи доколку немаме никој што сака да оди во некој друг правец, таа лента е и за право. Исто така. Не секаде. Не секаде и за право. Секаде. 99%. Ама мораме да бидеме одговорни, Ангел, ако таа е за десно и да не се направи, и ако свети дополнително и да не се направи метеж. Таа лента е за право и за десно. Да бидеме колегијални, така, и да дозволиме да не се направи метеж. Не би се согласил тука. Таа лента е и за право и за десно. Така да доколку треба двајца да поминат десно, а имаме некои си 30 на луѓе што сакаат да отидат право, не верувам дека треба да чекаат во овие 2 ленти да се направи колоната многу поголема, а оваа лента да биде празна само за двајца. Пусти джентлмен во сообраќајот? Да, тука може да се фатиме да се вратиме на втората грешка што ми ја споменавте. Тоа е доколку некој сака да влезе, да му дозволиме да влезе. Да, тоа е джентлменско однесување, тоа е комуникација во сообраќај, тоа е премногу убава и здрава работа во еден сообраќај. Па добро, да, и зборуваме за сообраќајната култура или во заграда го ставаме тука не култура во секојдневното комуницирање. Зошто кандидатите ги враќате на градска повторно? Каде грешат? Каде им се најчестите грешки?
Што е тоа каде што дали тремата можеби преовладува? Дефинитивно. Што се случува на терен? Би сакал да кажам дека не ги враќаме ние кандидатите на повторно полагање на градска. Целта ни е да ги спремиме да бидат најдобрите возачи што би можеле да бидат во тој процес што ни е пропишан според одредени правила, прописи и закони од Министерството за внатрешни работи. Најчесто грешат. Се прават најразлични грешки од непропуштање на споредна улица до пропуштање дури сме на главна улица, непропуштање на пешаци, пропуштање на пешаци на место каде што не треба да ги пропуштиме. Меѓутоа мислам дека најголемиот фактор е бидејќи сепак би кажал дека се некои млади и неискусни деца од 18 години и мислам дека најголемиот фактор за неположување на возачкиот испит е самата трема и што имаат во себе, што ја чувствуваат кога ќе седнат со испитувачите. Кои се подобри возачи, мажите или жените? Ајде, сега. Не без дипломатски одговори. Без дипломатски одговори. Меѓутоа, не би сакал да кажам дека мажите се подобри од жените, меѓутоа жените се предпазливи возачи од мажите. Така, добро, се согласувам. Жените се многу предпазливи возачи од мажите, а мажите имаат многу помалку, би кажал, страв во донесување одлука во даден момент, за да се реши одреден сообраќајен проблем што го имаме во моментот. Полесно ги совладуваат сообраќајните цаки за да се снајде. А дека да ви кажам дека мажите се подобри од жените или жените подобри од мажите, не би можел. Добро. Што недостасува во денешните автошколи што го имаше во минатото? Што недостасува? Не би рекол дека недостасува нешто. Како што кажав, со модернизацијата добиваме единствено што добиваме многу покомплексни услови за работа, за создавање на еден возач. Така да ништо што недостасува. Имаме помодерни возила на кои што конкретно инструкторот повеќе треба да се адаптира на нив, за да може да го научи подобро кандидатот. Да го пренесе знаењето. Зошто ги поскапевте услугите? Услугите се поскапени од исте ова промена што ви ја кажам со модернизацијата, се зголемуваат и самите трошоци на производство на еден возач, на еден возач. Тука влегува, например, модерни возила, самите возила се многу поскапи, со многу повеќе, би кажал, електроники во нив, од механички делови. Седо тоа кошта, самите возила подлежат на возење од страна на возачи што се доста слаби со управување со техника на возење. Така се зголемуваат трошоците на тоа поле, се зголемуваат трошоците кога би се расипало возилото да се поправи, многу повеќе средства бара да се поправи еден електронски дел, него ли еден механички дел. Се зголемуваат трошоци односно и самата економија, самата инфлација, самиот трошок на животот, ајде би кажал, што треба да се помине во еден месец, конкретно на инструкторот. Треба да се зголеми, сите инструктори треба да земат плати, треба да бидат платени за таа обука и за тој труд што го вложуваат од рани утрински часови до навечер, до доцните часови. Каде е најсоодветно место за учење низ градов, за учење на кандидатот или идниот возач? Било каде што може кандидатот да го види самиот град во различни услови, почнувајќи од најголемата гужва таа наутро, како што покажавте вие, до кога растеретен сообраќајот, кога не е толку премногу гужва, и секако каде што има сигнализација да може да знае да вози тука, да знае да вози во некоја порурална средина и уште поурбана од самото Скопје што го знае. Ќе се согласите ли со повозрастните колеги кои што можеби и дел се и во пензија, ќе се согласите ли со нив дека правиот скопски возач треба да научи прво на југо, па потоа да може да се справи со напредните технологии возилата? На сите мои нови кандидати што биле, некогаш сум им кажал дека целта кога ќе излезат од кај нас конкретно од автошкола, целта е да можат да возат најсовремено автоматик возило што дури може да вози и самото и да знаат да возат и југо. Така да целта на инструкторот е да го научи кандидатот за возач да може да го вози тоа југо
и да може да вози најмодерно возило произведено во 2025 година. Ангел, благодарам на разговорот. Благодарам и тебе, Јована, за поканата.